Сдруженијето Живот со предизвици долги години ја работи линијата за помош. Јас како председател на Сдруженијето Весна Алексовска веќе од 2009 година работам на подигнување на јавната свест за ретките болести и на се поголема поддршка и помош за пациентите и за семејствата кои се соочуваат со некаква ретка болест. Кога започнавме во 2009 година, бевме многу мал број на пациенти, бевме со болеста на Гоше. Но како што поминаа годините, 10 години веќе, ние сега имаме во Сдруженијето 100 различни болести, имаме над 500 членови кои се соочуваат со различни ретки болести во нашата земја. Соработуваме и со линиите за помош кои се наоѓаат во Словенија, во Србија, во Хрватска, во Бугарија, Босна и Херцеговина, соработуваме и со Албанија и со Косово и сите заедно се обидуваме да си помогнеме, да ги споиме пациентите и семејствата, да ги поврземе и да им дадеме можност да разговараат за своите искуства и на некој начин да погледнат напред кон иднината. Многу е тешко кога некој ќе ја добие диагнозата за ретка болест, настанува еден вид на шок и стрес за целото семејство и токму затоа сметавме дека освен давање на информации и поврзување на семејствата преку линијата за помош, освен превод на информации, дека е потребно да ја зголемиме на некој начин поддршката која ја даваме кон пациентите, а тоа го направивме со воведување на бесплатна психолошка и психотерапевска помош за пациентите, но и за нивните семејства, затоа што товарот на ретката болест не е само на пациентот, туку воопшто на целото семејство страда од тоа и затоа се потребни најразлични социјални и здравствени услуги кои ќе му помогнат на овие семејства да можат да имаат еден подобар квалитет на живот. Во Македонија работите одат напред полека, има повеќе лекови кои се достапни, имаме комисија за ретки болести која многу напорно работи за да ги регистрира пациентите и за да може да воведе нови терапевски можности заедно со Министерството за здравство и се надеваме дека тоа ќе продолжи да оди во добра насока во иднината. Заедно изработуваме и национална стратегија со Алијансата за ретки болести и тоа ќе биде еден вистински чекор напред кон иднината за овие пациенти. Моментално оваа линија за помош и психолошката поддршка се финансирани преку грантови и проекти, започнувајќи со грантот кој го добивме од фондацијата Трајче Мукаетов, продолжувајќи со планинарите кои се искачуваа планински врвови за да донираат 1 денар од 1 метар кој сака и се уште ни е тоа отворено и секој може да донира без разлика дали е компанија или индивидуалец, затоа што сакаме оваа линија да ја прошируваме и сакаме навистина да им помагаме директно на сите семејства кои се соочуваат со ретки болести. Со мене е Ивана Хаджи Иванова, психолог и психотерапевт, кој работи моментално со пациентите и семејствата со ретки болести и таа ќе кажа малку повеќе околу тоа. Многу сум горда и благодарна на соработката со Сдруженијето и довербата која што Весна како председател ми ја даде. Оваа обука, стручна обука која што денес ќе ја правиме, е всушност круна на овогодинешната интензивна работа. Многу сум срекна што во моментов гледам огромен број на психолози, психотерапевти и професионалци од областа на менталното здравје од целата држава. Ние се обидовме да ги офатиме и да ги поканиме стручните лица речиси од сите градови од Републиката и имаме една главна цел и мисија со оваа обука денес, а тоа е да ја прошириме мрежата на професионалци од областа на менталното здравје кои што ќе овозможуваат и понатака, како и досега што започнавме, психолошка поддршка, психотераписка поддршка за лицата со ретки болести и нивните семејства, бидејќи тоа се детектираше дека е всушност еден многу важен, витален дел од целата сложувалка на холистичката нега која што им е потребна на овие лица. Токму така,
Македонија имаме над 2000 лица кои се соочуваат со ретки болести, што значи бројката на луѓе кои им е потребна помош се зголемува. Морам да кажам дека психолошката поддршка е сигурно потребна и кај лицата кои се соочуваат со различни хронични болести, затоа што кога доживотно се соочуваш со некоја болест, кога доживотно си врзан за клинички центар, навистина ти е потребна и таа емоционална поддршка настрана од здравствените и од социјалните услуги, и се надеваме дека со тек на време и државата тоа ќе го овозможува за овие семејства, за да може сето тоа системски да биде решено. Без системски решенија, тогаш останува на самите организации, на индивидуалците во државата, а тогаш е многу потешко. Се надеваме на подобра иднина за пациентите со ретки болести.